Верувам дека сите ние имаме една изворна желба, а тоа е да бидеме среќни. Не верувам дека има личност или особа која ќе прашате да каже не сакам да бидем среќен или не сакам да имам добар живот. И ние сите се обидуваме некако нашиот живот да го направиме да ни биде среќен, да ни биде исполнен, да ни биде квалитетен. И се обидуваме на различни начини тоа да го направиме. За вечера сакаме да разговараме за нешто што мислам дека ние често пати го превидуваме како нешто што е многу битно за нас, за нашиот квалитетен живот и за наша среќа. Среќата може да ја тражиме на поинаков начин, со некои поинакви вештини, отколку развивање на оваа вештина за која ќе размислуваме оваа вечер. На почетокот би сакал да размислуваме за оваа книга, многу популарна книга. Авторот е Сонја Љубомирски. Она е еден од пионирите на нов правец во психологијата која се вика позитивна психологија. Позитивната психологија се бави или истражува, изучува што луѓето ги чини среќни. Истражува оние луѓе кои имаат исполнет квалитетен живот, долговечен живот, што тие имаат, какви карактеристики имаат, какви однесувања, какви ставови, какви размислувања, какви акции прават во својот живот за да нивниот живот биде квалитетен. И оваа книга ги сумира тие истражувања и наведува што е потребно за човекот да има квалитетен живот. На самиот почеток видите ова на насловната страница, оваа слика. Намерно е ставена оваа слика. Тоа е слика, видите, тоа е американски контекст и тоа е нивно на, викат, apple pie или пита од јаболки. Тоа нас не изгледа кој пита од јаболки, така? Можда контекстуализација нова кај нас кога би се правила, тоа би било пита бурек. Многу е битно зашто овој дел е дека го нема, као да е изеден. Тоа илустрира еден многу важен факт кој авторот сака да го напомни сите овие истражувања. А тоа укажува на фактот дека нашиот квалитет на живот, нашата среќа, зависи од три фактора. 50% зависи од нашето наследен фактор. Што сме наследиле? Значи, биолошки нешто, генетски. 10% зависи од околности. Така кажуваат овие истражувачи. 10% зависи од околностите каде се наоѓаме во контекстот во кој живееме. Некогаш мислиме ние дека повеќе зависи од околината. А 40% зависи од нас. Како ние ќе одговориме на околностите во кои се наоѓаме и како ќе го искористиме потенцијалот со кој сме се родиле. Значи, 40% зависи од нашиот став, од нашите избори. Како ние ќе се однесуваме во нашиот живот? Какви размислувања, убедувања, одлуки ќе донесеме во нашиот живот? И затоа, 40% се во нашите раце. И од тоа зависи квалитетот на нашиот живот. Ние некојаш се жалиме на што не е наследено, што да правам, късмет, судбина и така натаму. Сакаме да бегаме од одговорноста или околностите, што да правиме се види, Македонија каква е. Тоа е што ни останува да трпиме, само ќути трај и така натаму. Но овој факт покажува дека 40% зависи од нас, да не е битно толку што ни се случува, колку е битно како одговараме на она што ни се случува. И од тоа ќе зависи квалитетот на нашиот живот. И во оваа книга има 12 активности или однесувања или ставови кои ги имаат оние луѓе кои имаат квалитетен среќен живот. Сите тие 12, јас сметам дека се библиски. Веќе за една денеска размислувавме е способност за проштевање. Овие луѓе не се религиозни, но истражуваат. Еден елемент од тоа е да веруваш во нешто поголемо од тебе, да си религиозен, да веруваш во Бога. Значи, истражувањата покажуваат тоа. И еден од
тие клучни фактори кои тие го набројуваат, или мислам дека број 1 во самата книга е дух на благодарност. Значи, благодарност е као клучен елемент за квалитетен и среќен живот. И еве што вели авторот. Практиката на благодарност е некомпатибилна со негативни емоции и всушност може да ги намали или спречи чувствата како лутина, горчина и алчност. Таа е против отров за негативните емоции, неутрализатор на завист, непријателство, грижа и иритација. Слично на ова, Харвард во својот медицински одел во универзитетот истражуваат исто што луѓето ги прави среќни или како да дојдеме до квалитетен живот, и тие стават благодарноста како клучен елемент. Еве што кажуваат. Благодарноста им помага на луѓето да чувствуваат повеќе позитивни емоции, да уживаат во добри искуства, да го подобрат своето здравје, да се справат со неволите и да градат силни врски. Сите овие елементи ние ги сакаме во нашиот живот, а некако не гледаме дека благодарноста може да не однесе до таму. Нормално, ова не е нешто ново што сега се сознава, туку низ целата историја многумина укажувале на важноста на благодарноста. Така и во самата античка Грчка Цицеро дал оваа изјава. Покрај тоа што е најважна доблест, благодарноста, таа е и мајка на сите други доблести. Многу интересна изјава Емануел Кант. Неблагодарност е суштина и есенција на злото. Многу интересна изјава. Ајде да го истражуваме гревот. За не е суштината на гревот неблагодарност. Јас сакам нешто повеќе. Не сум задоволен што го имам. Па бунт. Така? Созданието не сака да биде создание, сака да биде над Создателот. Неблагодарност. За све што имаме, али ова. Друг еден мислител. Мерката или тестот на секоја среќа е благодарноста. Значи, не може човекот да биде среќен без да има дух на благодарност. Со ова се сложува и диктор Бонховер кој вели: само со дух на благодарност животот станува богат. А ние се обидуваме на поинаков начин да станеме богати. И поради тоа многу е битно да заклучиме дека богат човек не е оној кој поседува многу, туку е оној кој е задоволен со она што има. Значи, ова е многу поинаква динамика. Значи, богат човек не е оној кој има многу. Нели, вчера разговаравме за Рокфелер, кој има премногу. Го прашуват, па чекај, кога е доста? Уште малку. Уште малку. А некој може да со она што го има, му е доволно, вели, исполната ми е душата. А за него уште малку. Кој има клучот на оваа динамика? Ние самите. Хелен Келер е многу импресивна личност. Таа на 19 месеци, кој имала 19 месеци, го изгубила видот и слухот. Но не се предала. И била борец во животот, научила како да чита, како да пишува. И е прва жена која била слепа и која е глува да завршила факултет на Харвард. Напишала 14 книги. И ден денеска инспирација. И видите го незиниот став за околностите во кои таа се живеела. Бидете благодарни за она што го имате, додека работите да го добиете она што го немате. Ова е многу добар принцип. Значи, не работите обдека сега, знаете, некои луѓе, па добро, задоволен сум тоа што имам, па не се развиваат повеќе. Да не ме разбирате, значи, не е да не кажеме са толку е како е, трошна е куќата, трошно е се, нема и ништо да работам да подобрам. Не е тоа суштината на ова што го збориме. Него овој принцип е многу битен. Биде благодарен за она што имаш, доека работиш за подобро. Ние сите сме повикани да го
да го подобриме квалитетот на нашиот живот, да ние станеме подобри луѓе, да направиме подобра околина, да бидеме на благослов на другите. Че не е овде да биде изговор за некој. Задоволен су, колко е, како е, толку е, шо. Него ние треба да се трудиме за тоа. Но многу е битен со каков став го правиме тоа. И ова е многу битен принцип да го имаме. Што е благодарност? Како да ја опишеме? Благодарноста представува вештина, значи вештина, нешто што ние го правиме, на забележување и ценење на оно што е добро во животот. Благодарноста е прослава на добрите работи што ги имаме на располагање. Или еве некоја друга перспектива, благодарност е способност да се доживее животот како подарок. Таа не отвара за чудење, задоволство и понизност. Таа ги прави нашите срца дарежливи, таа не ослободува од затворот на преокупираност со себе си. Значи, благодарноста е став да го гледам ја животот као подарок. Не нешто ја што го заслужувам или што сметам дека заслужувам нешто подобро. Ќе видиме малку подоцна. И може да сумираме се тоа и да кажеме дека благодарноста помага да го засакате животот кој веќе го имате. Често пати можеби ние не сме задоволни со оно што го имаме, сакаме нешто повеќе, па не уживаме во оно што веќе го имаме. И као да некогаш го живееме нашиот живот као во чекална. И чекаме, тогаш кога ќе се случи тоа и тоа, тогаш ќе бидам среќен. Тогаш мојот живот ќе биде добар, убав. И као да сме во некоја чекална и чекаме среќето да не викне. Ајде, дојди. Али имаме нека проекција тогаш, а не дојка ние работиме за тоа да го постигнеме, кој што рековме, да веќе уживаме, да веќе бидеме благодарни за она што го поседуваме. И затоа може да кажеме дека благодарноста е тој клjuč кој го држиме ние во нашата рака, бидејќи ако не сме благодарни, николку и да имаме, никош нема да бидеме среќни. Бидејќи суштина на среќата е благодарност. Не е квантитет на поседување, туку е квалитет на согледување на оно што го имам. Не е колку имам, туку како го ценам тоа што го имам. Затоа, значи, ние секогаш ќе сакаме да имаме нешто друго или нешто повеќе, доколку не сме благодарни. И може да го сумираме овој вовет и да кажеме дека благодарноста е духовен став и начин на постоење што го облагородува нашето тело и нашата душа. Ние како христијани би треба да уште повеќе да бидеме луѓе кои сме исполнети со благодарност. Дали сме, секој за себе нека си одговори. Дали има разлика помеѓу нас и другите луѓе околу нас кои можеби не го познаваат Бога, не веруваат во Него и не се христијани. Бидејќи благодарноста кон Бога е срж на христијанскиот живот. Во самата суштина на христијанството е благодарност. Све што прави христијаниот во неговиот живот е одговор или е мотивирано со благодарност. Доколку е нешто друго, тоа не е библиско христијанство. Ние можеме да бидеме, кој што размислуваме вчера, да бидеме послушни на Бога, за да не благослови. Као некоја трговија. Јас сум послушен за да бидам благословен. Но Библијата не ветува тоа. Не ветува ако сме послушни, ако сме верни на Бога, дека ќе животот нас ќе ни врви супер. Нема такво ветување. Тоа е некоја наша убедување и наша желба. Но христијанството е мотивирано со благодарност кон Бога за она што го направил за нас на крстот. И она што го ветува и за неговото второ доаѓање на кое ќе стави крај на се ова што не мачи сега. Ќе ни го дојде повторно или во рајот, на носталгија на рајот што чувствуваме, што веќе зборувавме. Значи, во самата срж на христијанството е благодарност. И доколку нашето христијанство не е проткаено со благодарност, нешто недостасува. Тогаш е терет. Тогаш е страв. Не е благодарност, не е сигурност, не е прославување,
него е нешто друго, доколку не е сушта благодарноста. Ево, во Библијата видиме колку места ние сме повикани да благодариме. Ево, во Колосјаните, така, како што го примивте Исуса Христа Господа, така и одете во Него, вкоренети и надзидани во Него и зацврстени во верата. Као што сте поучени, изобилувајќи во благодарноста. Значи, самиот почеток. Радувајте се секогаш, молете се постојано. Благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Исуса Христа. Колку во нашето христијанство го гледаме дека е важна духот на благодарност. Јас сметам дека доколку се фокусираме повеќе на Божјата милост и дозволиме да повторно се одушевиме од неа, на таков начин ние повеќе ќе бидеме мотивирани да му веруваме на Бога и да му бидеме послушни. Ако се фокусираме на тоа да стиснеме заби само да бидеме послушни, нема да успееме. Зашто мотивацијата е погрешна. Значи, ако сакаме да бидеме подобри христијани, не треба, нормално има дели за тоа. Треба можеби повторно да седнеме во подножјето на крстот и повторно да се воодушевуваме. И од тоа одушевување да излезе таа слава, као значи, благодарете за се. И ако верувам дека тој создаде све што велиме, дека животот наш е подарок. Не е нешто што ни е дадено. Библијата што вели? Што заслужуваме ние? А што ни е дадено? Вечен живот. Зашто? Милост. Суштината на христијанството е милост. А единствен одговор на милост е благодарност. Кога некој ќе ви даде подарок, што ти останува? Али ако бидеме искрени, малку некомодно ни е тоа. Ние сакаме да вратиме. Така бе. Или се он ми дај, ја и него да му дам. И така натаму или она. Нормално, таа доброта кон Бога нас не мотивира на покаяние, на послушност и на предавање. Затоа и во Ефесијаните има ваков позив. Благодарете му секогаш на Бога Таткото во името на нашиот Исус Христос. Бидете постојани во молитвата, бдејќи во неа со благодарност. Уште еден тест. Колку во нашите молитви има благодарност? Или има фокус на нашите проблеми, кои што зборевме нашите препреки, дај, среди го ова, помогни, што само по себе не е лошо, но не е суштина. Прва некој став кој треба ние да го имаме во христијанството, а и во молитвата е благодарност. И затоа овде кај го имаме тој повик. Во Филипјаните, не грижете се за ништо, туку се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите просби кон Бога. Че може да заклучиме дека благодарноста го подобрува нашиот однос со Бога. Зошто? Видете што прави благодарноста. Благодарноста не тера да забележиме што ни дал Бог. Видиме што веќе ни дал. Кога размислуваме за она што треба, за све она што треба да бидеме благодарни, нашите очи се отворени за држливоста на Бога. Значи, клучот за тоа е благодарноста, дали се фокусирам ја на што имам или на што немам. Или од кого го имам тоа. И да сватам дека не сум го заслужил. А дека тоа нормално, па треба повеќе да имам. И никогаш не сме ни задоволни, има ако сум бунт према Бога. Што е ова? Некако не функционира. Не, се е подарок. Секој ден е подарок. Сваќаме колку ни е дадено, гледаме колку му должиме на Бога. Се тоа може да се произведе ако имаме тој став на благодарност, ако имаме тој фокус. Значи, до сега размислувавме колку е важна благодарноста за нашето психофизичко здравје и благосостојба, како и за нашиот однос со Бога, за односот со другите. И гледаме дека истражувањата укажуваат колку благодарноста е битна. Сега се поставува прашање, ако е толку битно, зашто немаме доволно? Може би ја имате доволно, може да ја грешам, може да повеќе размислам некоја своја перспектива. Зашто ја немаме доволно?
Ева ќе набрам неколку фактори. Прво, една интересна перспектива. Сега веројатно се прашувате што овие две работи имаат заедно и со благодарноста. Ова е еден психијатар кој е доста познат и влијателен, кој се бави со квалитет на живот и на благосостојба. И тој кажува една многу важен факт. А тој кажува, значи ова е, не знам како е, лепенка, некако, не знам како го викаме ние тоа. За жал, ние, нашиот ум, нашата психа, повеќе ги памти лошите работи отколку добрите. Значи, човекот повеќе се сеќава на лошите работи, него ли на позитивните. Лошите работи се као лепенка, се лепат. Па треба напор да ги откорнеш. А добрите работи се као тефлон. Не се лепат, клизат, као палачинка, ќе испадне. И затоа, што е поентата на сето ова? За да бидеме благодарни, да се фокусираме на оно што е добро, треба екстра вештина. А она што е лошо, неминовно ќе ни дојде во фокусот и ќе размислуваме за тоа. Но за оно што е добро, треба да се напрегнеме малку. Да се залепи, да влезе. Еден друг експерт за повеќето за врски помеѓу во бракот, има Џон Готман се вика, еден од најважните истражувачи на тоа поле. И он има една лабораторија, вика љубовна лабораторија, каде ги снима брачните парови како разговарат, најмногу кога разговарат за некој конфликт кој го имаат. И на основа тоа кој ќе ги снима и од каква интеракција било, до 90% може да заклучи или да даде предикција дали ќе останат заедно после 5 години. И тој вели, доколку во интеракцијата, во односот, во брачниот однос, нема размер 5:1. На една лоша работа, ако не се десат 5 добри, лошото ќе победи. Дали разбираме се? Ако сме се повредиле во односот, не повреди, ние сме најранливи за најблиските. Никој не може да не изнервира повеќе отколку најблискиот. Значи, најмногу ни значат. И во тој однос, доколку односот не е 5:1, 5 позитивно на 1 негативно, ќе постои проблем. Зашто? Поради ова. Лошото ќе се опаме, а она здраво за готово. Па добро, што се? Друг елемент кој исто така го спорува нашата благодарност е агресивниот маркетинг, кој е секаде околу нас. Што прави тој маркетинг? Секогаш не убедува дека ни треба уште нешто. Купи го ова, животот ќе ти биде супер. Ти недостасува уште ова. Имаш iPhone 14, али изгледало 15. Али тоа го нема. И секогаш сме кратки. Разбирате? За економијата не е корисен задоволен човек. Нема да троши, ако е задоволен со нешто има. А агресивниот маркетинг ствара вештачки потреби. За да можат луѓето да купуваат. Бидејќи луѓето, доколку не купуваат, нема да има, економијата нема да оди. И затоа тие стварат вештачки потреби за да се троши. И со тој маркетинг ние постојано сме бомбардирани со што немаме или што подобро постои и доколку го имаме тоа, како ќе биде. Ќе видите рекламите сега не е ова може да направи, него ќе влезат и што е убаво. Или ако го имаш тоа, ќе добиеш ова. Ако си сам маш со колата, ќе се лепат жените, разбирате? И се онака, за да успеам ја во тоа, треба кабриолет да биде, треба джип да биде, не веќе да имам кола, него каква и дали е нова и така натаму. Значи, поради тоа, секогаш тој маркетинг нас не убедува дека немаме доволно. И на таков начин, живејќи во тоа потрошувачко друштво,
Повеќето од нас се многу свесни за она што го немаме и што чувствуваме дека мора да го имаме. Слично на ова, друга перспектива, една многу интересна книга, Епидемија на нарцизам, повеќе се однесува за денешната култура, поготово кај младите луѓе. Денешната култура е тоа, не знам како да го преведеме тој израз, entitlement се вика, а тоа е некој егоцентрично право дека јас заслужувам добар живот. Денешка сите ти вика, ти заслужуваш подобро. Зато денеска не се трпи ни многу ни во бракот. Ти заслужуваш подобро. Како тоа? Што ќе го трпиш него сега? Ти... И секој... И цела таа... И друго нешто е, ти имаш право на среќа. Има една популарна филозофија, сега се вика закон на привлечност, кој кажува ова. Ти само посакувај и тебе универзумот ќе ти го даде тоа. Бидејќи ти заслужуваш да бидеш среќен. Има баш една објава на Facebook, кој иде вака на англиски, некој разбира дали believe that you deserve it and the universe will serve it. Значи, верувај дека заслужуваш и универзумот ќе ти го даде тоа. Значи, видиш, ти имаш право. А христијанство вели, ти немаш право, се е подарок. А оваа култура вели, не, ти имаш право и целиот свет е тука да ги задоволи твоите желби. И ако не е така, ти како во економијата, потрошувачот секојаш е во право, така? И ако животот не ме сервира како ја што мислам дека ме заслужува, бунт, незадоволство. И нема благодарност тука. Зашто секој заслужувам повеќе. И вели што вика овој автор. Благодарноста е спротивност на ова што го објаснувавме сега на егоцентричното право. Благодарноста е размислување за она што веќе го имате, наместо за она што мислите дека заслужувате да го имате, а немате. Благодарноста вели гледа она што го имаш и цени го, а ова друго вели те фокусира, тој агресивен маркетинг и оваа филозофија да заслужуваш повеќе, те фокусира, видиш што немаш, али треба да имаш. И поради тоа се јавува дух на незадоволство. Што се случува тогаш со еден ваков контекст? Со толку голем апетит за задоволство и нереални очекувања каков треба да биде нашиот живот и реалноста на нашиот живот кој не е според тие стандарди, тешко човек да биде задоволен и благодарен. Ја имам кола која е стара повеќе од 10 години. Некој може да повеќе има, некој помалку и така натаму. Сега јас ова може подобро, има подобри, гледам нон-стоп подобри. И сега кажам, ја имам оваква кола. Кога би имал... И што се случува? Еден крадец за благодарност е споредување. Ја не уживам во мојот сладолед, бидејќи комшијата има погов. Разбирате? Кај македонците малку тоа е, овој спорт е малку поразвиен, така, нели? Комшијата, ако има повеќе, некако, као да... Значи, поредување. И за жал денеска, токму поради интернетот и социјалните мрежи, уште по-тешко е ова. Зашто сите ние станавме воајери на туѓи животи. А тие таму постираат нешто што не е баш реалност, а ние го гледаме како реалност и поредување. Ја у Колешино, а он у Швајцарија. Како да бидем благодарен? Зошто? Видите? Ја сам, а он со таа. Ја сама, еве, а она, веќе и деца и така натаму. Разбирате? Поредување. И не можеш да бидеш благодарен. Гледаш како другите имаат повеќе и нема. Еве едно интересно видео кое го илустрира ова.
Би сакал да имам хеликоптер, вика овој со овој ауто. Овој што има джип вели, ова е мојата кола од моите соништа. Би сакал да го имам овој джип. Види ова нова кола како убаво изгледа. Еко би можел само една кола да си купам. Би сакал да имам точак и ја да може да се возам како он. Тој може да оди каде што сака. Биди задоволен со оно што го имаш. Што се случува? Желбата за оно што го немаме го загрозува уживањето во оно што го имаме. На видеото што беше интересно? Сите беа вака. Поредување, и немам ова. Не. Супер ми е. Него, што имаат другите? Фокусирањето на оно што го немаме не спречува да уживаме во оно што го имаме. Ние не му благодариме на Бога за оно што го имаме, бидејќи сме преокупирани со желбата за нешто повеќе. Друг фактор кој влијае на тоа зашто ние немаме благодарност е негативна околина. Како што рековме, кај нас кукањето е некако дел од нашиот фолклор и мислам дека оваа карикатура убаво некако илустрира нашата култура. Кога треба да се жалиме за благодарност, ајде. Ова за жал беше култура и во моето семејство. Ја имам брат и татко ми, ние бевме повеќе онака оние потрошувачите во нашето семејство, а мајка ми беше она кој произведува. И обично кој ќе направи таа ручек, ние ќе дојдеме, он ќе спрема со сати, ние за 10 минути ќе завршиме работа и можеме само да кажеме ако има жалби. Зашто ова? Зашто волку малку? Зашто не е солено? Зашто не е топло? Зашто нема она? А фала? Нема. Така беше кај мене, викам се, не може да кај вас е поинаку. Нормално е. А за она, нашето право, што требало да биде повкусно, требало да биде повеќе, требало да биде ова, затоа што јас сакам, имам право да кажам. А благодарност малку сме скржавиното. И ова исто го видов, таа разлика кога отидов да студирам во Англија, на Ньюболт коледж. И тамо, кај англичаните, има цела култура на благодарност. Имаат разгледници за благодарност. Благодарност за секоја прилика. Благодарам за ова, благодарам за она и така натаму. Цела индустрија. И може да дојдете на работа и сабарето некој да ви оставил, фала за вчера. И значише тоа што разговаравме, фала ти што ме однесе до таму, фала ти за она и така натаму. Култура на благодарност и на ценење. Кај нас никако ние многу сме повеќе така онака поетични за жалби него ли за благодарност. Друг еден фактор денеска кој е против благодарноста е нашиот стил на живот. Брзање или зафатеност. Брзањето што ни прави? Дека брзањето е некако кога ние нешто нон-стоп трчаме, не можеме да застанеме да уживаме во ништо. А што секоја сме негде кратки. Извини. Сегде не треба нешто да се направи и со тој некој став не дозволуваме и да уживаме во моментот, за да бидеме благодарни. Ако трчаме од едно до друго, ние се фокусираме на што треба да го направиме, на што не сме го направиле, а не да уживаме во на што веќе сме го постигнале па да бидеме благодарни. И на такав начин, не знам некој дали се случува да не погледнете ни во небо, ни ништо, него нон-стоп трчаници денеска. Беше убав ден. Старно? Не знам.
Бев цел ден на работа, бев на ова, бев на она, бел да не видов денеска. И седне онака, ја се имав прилика да се одморам после, нели, пред пладнето. И таму има полно птици, седнеш и ајде, може да ги слушаш, ја може да се фокусирам се, види ова не чини, ова е овака, бучина, гласно е, музика пуштеле овие таму и така натаму. А може да се фокусирам на птици, види како гледам, ластовички имаат гнездо таму на терасата, па доаѓаат и така. Али и ова е многу битен, зашто ни одгурнува тој дух на благодарност да го развиваме. Има многу други фактори. Сега се поставува исто прашање се како да ја развиеме. Добра вест е дека благодарноста е вештина која може да се развие. Значи не е нешто што ни е дадено, што да кажеме што да правам тако. Татко ми беше таков и јас сум таков. Не, туку јас можам да ја развијам таа вештина. На тоа ни го укажува, верувам дека веќе ни е познато, значи за неуропластичност на мозокот. Истражувањата покажуваат, порано се мислеше дека некој кој научи нешто тука до 30 и некоја година, толку му е. Но денеска науката укажува на тоа дека човекот може да се менува додека е жив, доколку здраво му функционира мозокот. Поради тоа што нашиот мозок има синапси, има конекции и од оваа перспектива нашата личност, какви сме ние, нашиот карактер и нашиот квалитет на живот е одредени врски на овие синапси. Ние со нашите одлуки во нашиот живот сме направили одредени конекции. И сега енергијата низ нашиот мозок иде како вода по линија на помал отпор. Тоа е навика. Инстинкт. Ја не размислам, го правам автоматски. Но тоа нешто што сега го правиме автоматски, некоја сум требал да го научам. Као возење точак. На почетокот што гледаш вака, гледаш доле, не гледаш кај идеш. Па како тоа, па како сега, па не држи некој си. Сега не размислуваш, идеш. Кога сме учеле да возиме кола, тресање, како ово, она, сега не размислуваш на тоа. Зашто? Се направиле одредени конекции во мозокот и тоа нас ние сега нормално, спонтанно, автоматски доаѓа. Такви ние конекции, за жал, може би имаме за кукање, за забелешки, за критизирање, а многу помалку за благодарност. Али во нашиот мозок постои капацитет за благодарност. И ние со нашите избори, мисли и акции и развивање на таа вештина можеме да ја развиеме и да ни биде навика да заблагодариме, а не да бидеме повеќе критизерски настроени, него да бидеме повеќе милосрдни или да бидеме. Значи, можеме тоа да се развие. Друг аспект кој е многу битен да сватиме дека благодарноста е прашање на избор. Односно прашање на фокус. Ето, вечното прашање се. Дали чашата е полуполна или полупразна? Од кого ќе зависи? Од мојата перспектива, на што се фокусирам. Колку немам или колку имам? И може да кажеме дека квалитетот на нашиот живот зависи од тоа кон што го насочуваме нашето внимание и нашето мисли. Значи, фокусот. Фокус, прашање на фокус. Дали се фокусирам на она што го немам или на она што го имам? Ако се фокусирам на она што го имам, ја можем спонтано да развивам благодарност. Ако на она што го немам, ја ќе бидам незадоволен. Друга работа е многу можеме ние да развиваме ритуали на благодарност. Постојат вежби, имате сега и на телефоните кои секојаш не вознемируваат и често пати се препрека за благодарност, но може да работат за нас. Постојат апликации кои ќе ве посеќаат да пишувате за што сте благодарни. Кои ќе ве развиваат навика и култура на благодарност. На англиски тоа е gratitude, ако напишете ќе видите многу апликации кои ќе ви помогнат да развивате оваа вештина. Но една од наједноставните кои можете од денеска да почнете е да пишувате дневник или да се пишувате, или тоа е многу по-добро,
Или само да помислувате. Пред да идете на спиење, да кажете 5 работи за кои сте благодарни за тој ден. Ево, денеска, понатаму како може да го направите вашиот живот да биде поквалитетен. Фокусирајте се на 5 работи, искажете и кажете му ги на Бога, молите. Ти благодарам за ова секој ден. Што обично ми се мота низ глава пред спиење? Дали се проблемите или е благодарноста? А повторно ние можеме, значи нашиот ум, ќе разговараме за тоа утре, е као еден телевизор на кој секојаш има некој програм. И многу е битен каков ќе биде програм. За тоа ќе разговараме утре. И значи, доколку ние правиме оваа вежба, можеме да развиваме таа вештина. Исто Соня Љубомирски во таа книга пишува. Значи, правиле еден експеримент. Земаат 2 групи. Една група која пишува дневник благодарност, друга која не пишува. Оваа која ги наведувале на тоа во одреден период да го прават, недела дена или до 12 недели го правеле тоа. После тој експериментот кога завршил, тие до 6 месеци биле посреќни од една друга група. Поради тоа што ја правеле таа вежба. Го вежбале својот фокус да гледаат на она што го имаат, не на она што го немаат. И на таков начин ние можеме да правиме нови конексии во нашиот ум, во нашиот мозок и да ни постане навика да ние ги броиме нашите благослови, а не нашите проблеми, за кои ќе разговараме утре. Друго нешто што можеме да го направиме е бидете во моментот и уживајте во малите нешта. Децата кои јадат сладолед не постои ништо друго на светот. И затоа им е убав животот. Ако има сладолед, убаво е. Видите? А ние јадеме и мислиме на проблемите. А може да зајадеш што е убаво, Дали ќе бидам на Господ зависи од мене. Дали додека јадам, не знам ни што сум јадел, мислам што треба да направам, бркам на ова, гледам на мобилен што некој друг постирал како он јадел, а не како ја јадам. И разбирате. И уживам, јас сум можел да имам еден благослов, сум можел да имам нешто за што може да бидам благодарен, али мојот фокус бил поинаков, мојот став е поинаков и не може. Да уживаме во малите нешта. Оној е среќен кој знае да ужива во малите работи. И малите да ги прави големи. И затоа африканска поговорка вели благодари за малку и ќе добиеш многу. Многу убаво мото. Благодари за малку, ќе добиеш многу. Зашто благодарноста те прави богат. А благодарноста те прави среќен. Не она количината на тоа, туку мојот однос кон тоа. Друга работа која може да се развие, поготово за родителите, да играат со децата игра благодарење. Пред спиење може да биде еден момент, ајде, кажи синко, кажи ќерко, зашто си благодарен ти данеска. Ја ќе кажам, ти кажи. А не да е он денеска веќе културата ги навикнала, види ова има поголем телефон. Фотокацки, така. Нема благодарност, него што има другите, ја немам. Значи, или, например, пред јадење. Добро, ајде пред добро, ако се секој нека каже колку е. Или докато патува, знаете, децата обично, или нон-стоп. Уште колку. Ајде и да се напревруват. Кој повеќе ќе каже за кој работа е благодарен? Па нека мислат малку, нека се прават синапси кај нив, некои конекции. И да учат што е благодарност, а не дај. Затоа што оној агресивен маркетинг ги регрутира уште толкави. Да ги направи потрошувач. А ние треба да ги направиме да бидат од него, ќе бидат благодарни кон Бога. Иначе може и таква вежба да се развива. Многу е едноставно е всушност. Да се фокусирам на она што го имам, да го признаам тоа, да му се заблагодарам на Бога, али да се фокусирам на тоа. И да го правам тоа константно. Не еднашка, него да ми стане навика. Друг е важен елемент,
размисли за Христовата љубов изразена на крстот. Ако некој има причина за благодарност, тој е христијанинот. И све да нема, ако го има Христа, тој има зашто да благодари. И од подножието на крстот, таа благодарност е суштествена за христијанскиот живот и за квалитетот на нашиот живот. А цела култура нас ќе не задојува со друг став. Ти заслужуваш подобро. Библијата вели ништо не заслужуваш, а све добиваш. Затоа треба да бидеме благодарни. А најголема мотивација може да биде кон крстот и затоа е многу битно да размислуваме и да дозволиме да Библијата не воспитува спротивно на оно како не воспитува културата околу нас. Само така ние може да култивираме тој дух на благодарност. И затоа мислам, многу убав стих кој го сумира сето ова, го наоѓаме во Колошаните. За што го зборавме до сега во сите предавања е овдека многу убаво сумирано. И така, облечете се како Божји избраници, свети и возлюбени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте се еден на друг, да не се развие горчина. Ако некој има поплака против некого, као што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. А на сето тоа облечете се во љубов која сврзува се во совршенство. И Христовиот мир да владее во вашите срца, за кои сте повикани во едно тело и што? Бидете благодарни. Видете? Че како христијани ние треба да бидеме благодарни, да бидеме шампиони во благодарност. И тоа да го видат другите луѓе да видат. Што ти е тебе? Што имаш ти што ја немам? Гледам материјално си понизок од мене, а некако по-богато ми изгледаш. Што е тоа? А Павле што вели? Изгледаме ко сиротиња, имаме све. Зашто? Зашто го имаме Христа. И мислам дека ова што денеска го размислуваме, некогаш некој се фокусираме да бидеме среќни, да биде поисполнет нашиот живот, мислиме да добиеме нешто. Да ги промениме нашите околности. Но всушност може да биде во нашиот став, во нашите одлуки, во ние 40%. Кај нас е клучот, а тоа е фокус. На што ќе се фокусираме, кој ќе биде мојот став во животот? Дали ќе го гледам мојот живот како подарок на Бога, кој бил милостив, кој ми дава безусловно нешто што не сум заслужил, или ќе бидам као некој мисли дека заслужува подобро и треба да биде подобро? Само со дух на благодарност ние можеме да бидеме среќни и задоволни. Току тоа го немаме, што и да имаме, ќе бидеме незадоволни. Затоа Библијата не апелира, бидете благодарни за се во Исуса Христа.